Почитувани слушатели, ви посакувам Божи благослов. Легализам. Што е тоа легализам? Само Евангелието може да ни даде вистински одговор на прашањето што е тоа легализам. Легализмот секогаш поставува прашање што треба да направам, кое дело треба да го извршам и што да му дадам на Бог. Овие прашања се поставуваат со намера да добиеме позитивен одговор од страна на Бог и неговото прифаќање на она што го правиме. Но, Евангелието не ни остава простор да размислуваме на ваков начин или да му се додворуваме на Бог со нашите дела. Нашата вера и нашата предаденост можат да ни помогнат да се ослободиме од тој легалистички дух, кој секогаш бара решение во човечките дела како можност за угодување на Бог. Апостол Павле вели: и така слободно ќе потврдиме дека човекот се оправдува преку верата, без делата на законот. Легализмот сам по себе е близок до нашата природа. Тој ни дава некакво оправдување за да го воздигнуваме нашето јас. Тоа значи дека имаме нешто во своите раце што според нашите пресметки сакаме Бог да ни ги одобри и да му бидеме негови миленичиња. Сакаме нешто да му дадеме на Бог и да го подкупиме, со што ќе го ублажиме неговиот гнев кога грешиме. Со тоа мислиме дека сме во подобра позиција од другите и не прави да се чувствуваме поважни од останатите христијани. На ова Лутер рекол: пред Бог сите ние сме питачи, просјаци. И затоа е речено: блажени се сиромашните, зашто нивно е небесното царство. Ваква позиција не се добива со нашето јас. Па дури и кога искрено му служиме на Бог, пак постои опасност да паднеме во духот на легализмот. Човек што живее како легалист, повторно живее по старото. Се фали со тоа што го има и што му е врака. Тој носи христијанска маска, а пред Бог се однесува како кога бил нехристијанин. Ако честно го процени својот живот, треба со сигурност да каже дека старото и понатаму е присутно во неговиот живот и дека му причинува сериозна болка. Всушност, ништо не е променето. Има некоја поправка во надворешното однесување, но во внатрешниот мисловен свет пак ги носи старите размислувања и старата природа. Новиот живот ја црпи својата енергија од Христос и само од Христос, а не од законот. Исус е нашиот живот, зашто без Него не можеме да направиме ништо. Кога сме со Христос, тогаш имаме вистински плодови кои одговараат на нашето покаяние. Апостол Павле рече: затоа кој е во Христос, тој е ново создание. Старото помина, ете се стана ново. Легализмот на крајот ќе доживее пораз, но само под еден услов, ако искрено го бараш Бог. Со тек на време ќе се обесхрабриш и ќе очајуваш, ако си легалист, зашто законот ќе ти предизвикува товар наместо ослободување. Треба секогаш да се напрегнуваш и да се издигнуваш над својата околија, а тоа ќе те замори. И со тек на време ќе забележиш дека треба да ги манипулираш луѓето со својата лажна побожност, а пред Бог ќе бидеш лицемер и ќе се осудуваш секогаш за твојата неискреност. А некои други пак, со ваквиот начин на живење, ќе станат горделиви и самоправедни, како фарисејскиот квасец. Таквиот легалист ќе го одржува својот живот со одржување на некои строги правила, облици и нормативи. Нивниот сооднос со Христос ќе биде занемарен и отфрлен, бидејќи ќе немаат сила да му се молат. Човек што ќе живее и живее евангелски, ќе се однесува понизно и скромно, зашто само на таков начин
ќе ја открие својата немоќ пред Бог, а не да се воздигнува легалистички. Ќе бидеме на друг начин охрабрени преку Божјата милост која ни стои секогаш на располагање. Легализмот ме врзува лично за мене и тој секогаш ќе не притиска да се однесуваме себично и нема да бараме заедништво и поврзување со Исус. Ќе настојувам да го поправам стариот живот, што всушност нема никогаш да се случи тоа. Ќе се обидувам да го оживувам мојот стар живот кој е мртов од мигот кога сум се покајал. Спротивно тоа, Евангелието носи ослободување за да живееме нов живот во Христос, со благодарност кон Спасителот и радост што произлегува од делото што го направи за нас. Легализмот секогаш го уништува заедништвото и љубовта. Кога не сум задоволен од себе, тога се обидувам да ги наметнувам моите ставови на другите, што истовремено е прикривање на своите грешки и недостатоци. Колку повеќе внатрешни слабости и гревови, толку повеќе надворешни правила и строги заповеди. Зарем не беа такви фарисеите? Завршетокот е секогаш критизерство и нељубезност кон браќата и сестрите. Тоа истото се случило и во црквата во Галатија, кога Павле ги предупреди на опасноста и им рече: ако се глодате и јадете, внимавајте еден со друг да не се истребите. Христос не учи да бидеме што поблиски и поприфатливи едни за други. Да не си ставаме сопти и соблазни, од кои црквата ќе добие лош глас од сите оние кои не го познаваат Бог. Една песна вели: ништо не можем да дадам, ти си се Христе. Кога Христос е се во нашиот живот, тогаш можеме да ја делиме љубовта и со другите. И на крајот, легализмот според апостол Павле го прекинува секое заедништво со Христос и Божјата љубов. Божјата милост се злоупотребува и станува предмет на богохулство. Тие се истите последици какви што ги имаат гревовите. Но легализмот е поподмолен од гревот, зашто се крие под маската на побожноста и потешко се разоткрива. А за разлика од милоста, Евангелието не води во прекрасно заедништво со Спасителот и едни со други. Преку милоста се доживува растење и се донесуваат обилни плодови, а преку легализмот се назаднува и се станува добар фарисеј. Господ нека е напомош. Амин.